Да, продолжуваме со вториот дел од отвореното студио на нашата телевизија. Веќе најавен Фатмир Битики, економист, советник во владата. Добро вечер. Добро вечер, добро најтов. Начално ги знаеме контурите на сите пакети, но вака спорадично веќе осетив, почувствував одреден интерес, ми се јави одредени другарки, па бев на фризер, па ме прашуваат таму вработените околу меркиве, значи зборувам за овој последниот пакет на мерки кој што е објавен, вака прилично симпатично звучи, 355 милиони евра, таргетирани 730.000 граѓани. Намерно го потребувам зборот симпатично, но сакам да ги видиме и позитивните и негативните страни, да видиме каде овдека е вистинската приказна, каде може би почнува некој предизборен популизам. Прво ќе ве прашам, финансиската конструкција за овие пари дали е обезбедена со ребалансот на буџетот? Да. Прво, мислам дека треба да се објасни дека третиот пакет не е ништо ново, да кажеме, од големите контури и политики кои што од почетокот на соочување со кризата, корона кризата, владата го превзема. Имено, во почетокот не знаевме во суштина во што влегуваме и да кажеме првите 2 недели не само Македонија, туку и сите светски економии во принцип правевме анализи колкава може да биде штетата, проекции во кои сегменти треба да се насочиме повише и кои се секако искуствата, затоа што никој немаше, освен Кина да кажеме, кој што неколку месеци претходно се соочи со овој проблем, ни една друга земја надвор од Кина се немаше соочено. И свативме дека во суштина сите економии се различни, особено македонската економија, затоа што структурата на македонската економија е таква во која што можеби е обратно од сите други економии, по развојните економии. Кај нас приватната потрошувачка е 2/3 од бруто домашниот производ. Во структурата, така? Тоа е на некој начин движечката сила. И почна одредени експерти да зборуваат дека треба да гледаме што направиле германците, што направиле србите, што направиле американците, но не сваќаме дека ние не можеме да се споредуваме со неспоредливи економии. Ние треба да го следиме теркот на тоа што е нашата македонска економија. Од друга страна, ако 65% е приватната потрошувачка, 15% е јавната потрошувачка, значи ние имаме капацитет да 20% од другото што остана секако е битно. И тогаш политиките треба да се насочат кон приватното потрошувачка, јавната потрошувачка, но секако и кон стопанството. Ние сме класичен пример на економија во кој што парето системот функционира. 20 поддржуваш, тој ти носи 80 приходи. Наспроти обратното. И ние што направивме, и ако го видите третиот пакет на мерки, е во суштина тоа. Ние секако ги димензиониравме во одредени столбови, но ако го видите првиот столб, кој што е насочен кон приватната потрошувачка на страна на понудата, ние во суштина следиме токму тоа. Да поддржиме потрошувачка, за да намалиме падот и да поддржиме другиот дел кој што генерира разлика. Сега Битики, ве молам, значи граѓаните ќе очекуваат од мене, бидејќи им најави да видиме кои категории невработени ќе добијат, кои категории на социјална приматели на социјални помошти ќе може да добијат. Да. Затоа, немаме премногу време. Преминувам на моето повторното и ви го повторувам прашањето, финансиската конструкција за овие 355 милиони евра од третиот пакет. Да. И затоа мерките дојдоа 2 дена после ребалансот. Затоа што ние во суштина се обидувавме да најдеме рамка во која што нема да влеземе, а да кажеме сега немаме пари, сега ќе наоѓаме пари. И затоа ребалансот го почекавме и видовме колку е фискалниот капацитет во овој момент на државата за да димензионираме, направиме еден таков реален пакет. И додававме нови елементи. И затоа тие нови елементи во суштина, нови и продукти може да ги наречеме за поддршка на стопанството, кои што претходно во 30 години Македонија ги нема никогаш како продукти испробано, а тоа е државната гаранција за кредитирање стопанството.
И ако тие ги извлечеме како инструмент, се друго е избуџетирано и го има во ребалансот на буџетот. Буквално, ние ослободивме на расходната страна одредени трошоци со намалување на неприоритетни трошоци, јас нема да ги наречам непродуктивни, неприоритетни трошоци, кои што може да почекаат подобри времења, а тоа е 2021, но при тоа, реалоцирајќи ги овие средства на нови програми за справување со COVID. Справувањето со COVID не е само економската, туку е и здравствената криза. И затоа сметам дека овде навистина направивме максимумот што е возможен, а тоа е да обезбедиме средства во буџетот, при тоа да неаме фрапантен раст на дефицитот наспроти тоа што го имаат и други земји. Ребалансот ќе оста малку, имам детали кои што сакам да ве прашам кога велите овие не непродуктивни, туку неприоритетни трошења. Имам едно-две прашања што сметам дека заслужуваат внимание. Од каде ќе се регрутираат овие 730.000 граѓани што ги препознавате како потенцијални можни корисници на овие мерки? Да, ние ги викаме 730.000 корисници, во суштина директно се подружуваат со сите мерки преку 400.000 директни граѓани кои што директно ќе го добијат бенефитот, пример ќе добијат платежна картица околу 300 и нешто илјади граѓани, но они секако средствата што ги добиваат на таа картичка ги користат заедно со нивните членови од семејството и затоа велиме дека тоа е многу повеќе. Но има мерки во кои што ние таргетираме многу поголема бројка. Например, само една од толку зборуваната мерка за викенд без ДДВ, кој што сите различно ја толкуваат, е многу едноставна, а тоа е, им даваме можност на сите граѓани во Република Северна Македонија, тие 1 милион скоро, кои што се регистрирани во системот ЕДПДД и кои што имаат можност да ја користат апликацијата Мој ДДВ за поврат на ДДВ, во овој момент само 1/4 ја користи апликацијата, да се регистрираат и денот кога ќе се организира тој викенд без ДДВ, да отидат, да купат тоа што секогаш го купуваат. Но при тоа ние велиме дека тој ден ќе им помогнеме и ќе им вратиме за да стимулираме едно потрошувачка и да им помогнеме на најпогодените сектори, но од друга страна на тие што се погодени, а тоа се граѓаните исто така, на страната на понудата, да им кажеме ние ви враќаме затоа што сметаме дека Ајде ве почнавте со ДДВ, јас планирав со другиве ставки да почнам. Не правите ли дискриминација, велите сите граѓани, па имате додавка оние што се регистрирани и ја имаме оваа мобилна апликација. Јас ја имам, но моите родители како пензионери ја немаат. И тие при пазарење сега го плаќаат ДДВ-то. И јас сега го... Они одат и скенираат во УЕПА доста пензионери. Во ред, ве прашувам, има и доста пензионери, особено кај таа популација ја таргетирам, што ја немаат апликацијата и не ја користат. Па дури познавам и полнолетни наши граѓани што се уште ја немаат и не ја користат. Ве прашувам и ве првиот спорен момент кој што веќе се коментира во јавноста. Не правиме ли дискриминација меѓу нас и останатите плаќачи редовни на даноци кон оваа држава, но немаат мобилна апликација? Ама, значи, во суштина, можноста... Зошто е тој критериум да е... Затоа што е системска можност. Значи, наместо да направиме една добра мерка, во која што ќе треба системски да упаднеме, а тоа е во системот на ДДВ, и да им кажеме на сите компании, сега намалите ги цените за 18 или за 5%, и да се прашуваме дали они тоа ќе го направат, ние велиме не. Нека граѓаните ги купат продуктите. На крај граѓанинот, на крај на денот, секако ќе ги купи поевтино него што би ги купил претходно. Значи, ние можноста им ја даваме. Инструментот е сега софтверот, но знам дека дузина на граѓани немаат апликација, но одат и ги скенираат во пунктовите на управата за заемни приходи. При тоа велам дека ќе имаме доволно можност. Ја денеска и најавив дека таа активност ја очекуваме, ја спреаме за еден период кога сето ова ќе спласне, и секако кога сметаме дека така и така ќе се купуваат намирници, ќе се купуваат одредени продукти кои што граѓаните ги купуваат.
секој од нас кој што има домаќинство, едно семејство, ги спреаме нашите деца за во Како училиште. системски тоа ќе изгледа, бидејќи велите нема да Системски, бидат јас на ќе мал... оти- Не, еве како купувач. Еве, јас објаснете ми. ќе отидам во просветно дело или некое друго, извинете, Добро, на ќе реклама отидам, да не правиме да, за извинете, без ќе пари. отидам да купам школски прибор за децата. Добро. Јас секоја година тоа го правам. Добро. Во оваа година X сумата која што ќе ја платам за школскиот прибор за децата, дали се тоа тетрадки, дали се молими, Добро. што и да, ќе ги искенирам тој ден сметките, на крајот на денот ќе добијам нотификација дека износот кој што денеска сум направил шопинг, толку ми следува да ми се врати. Автоматски. И во законскиот рок на враќање, и сега го гледаме законскиот рок, го знаеме, како што е кај стопанствениците, граѓаните ќе го имаат полниот износ назад. Дополнително на тоа што они претходно може да скенираат. И затоа викам дека не е дискриминирачки, затоа што им ја даваме можноста на голем број, а тоа се скоро 1 милион граѓани кои што се регистрирани во системот ЕПДД. А ако имаме еден случај, еве ви велам, еден случај во кој што ќе ни кажат дека ја не сум регистриран во ЕПДД, сакам да учествувам. На крај, видите, тој викенд за ДДВ, без ДДВ може да ни донесе нас и луѓе од странството кои што ќе сакаат да купуваат. Ги пресметавте фискалните реперкусии од овој Да, модел? ние очекуваме да кажеме на приходната страна колку пари ќе се слеат во стопанството е отприлика 20 милиони. Значи 20 милиони пари во погодените сектори. Секако фискалните импликации се, а тоа е повратот на ДДВ. И ако ги ставиме на кантар, тоа што се очекува Апсолутно. како приход и ова што се очекува како расход. Затоа што тие 20 милиони после имат мултиплицирачки ефект, генерираат по друг основ на плати и други даноци, данок на добивка евентуално и така натаму. Секако но најбитно да не забравиме дека сетот на мерки е направен така да одговори на потребата на граѓаните, некој да им помогне во овој момент погодени од кризата. Ајде во детали, август негде ова треба да стапи на сила. Да, ова една од мерките во столбот 1, да. Една од првите реакции кога се спомна мерката е на ваков начин сега ќе се стимулираат повторно гужви, метеж по продавници, па сега ве денешна изјава ваша, мислам дека е практично најавувате дека ќе биде во август. Ајде сега се појавува една друга вистина во приказната. Август, според најавите, би бил месец во кој што може би ќе заврши изборниот циклус, а може би и нема да заврши изборниот циклус. Колку е оваа мерка има политичка позадина и некоја политичка мотивација. Некако вака се коментира. Гласајте за нас, па ќе ја имате оваа мерка за викенд без ДДВ. Апсолутно не. Верувајте, ја бев еден од мноштвото на луѓе кои што дискутира во суштина во економскиот совет со кој што ги проверивме мерките при владата, седат и членови на високо на опозицијската партија на ВМРО-ДПМН, значи членови на Централниот комитет и така натаму. И никој буквално на тој економски совет не ги оспори овие мерки. Ниту една од мерките не беше оспорена. И затоа велам, нема политичка позадина. И ја кажав и денеска и пак ја повторам. Корона кризата не е политички производ. Корона кризата не затекна сите и ние треба да одговориме без разлика кои се граѓаните на другата страна. Ги стави на тести политичките и економските Апсолутно. капацитети на сите јас држави. го гледам од економски аспект, сваќам, излегуваме секојдневно, ние не сме затворени, не сме изолирани, секојдневно комуницираме и со едната страна која што е директно погодена, а тоа е стопанството, но ги гледаме и граѓаните. Сите сме погодени на еден или друг начин, директно или индиректно. Ние мораме да одговориме и затоа велам, фактот на изборите воопшто не е круцијален во носењето на економскиот пакет. Затоа што, ако ги видите така, имаме димензионирани, па ние тогаш се да одложиме, затоа што предпоставуваме дека во јуни ќе има... Но ние имаме и постоечки закони со кои... Сте биле критичар вие жесток на погрешни економски политики и сме ги барале заедно во студио Фалинките. Легитимно е моето прашање, бидејќи ние имаме сега еден сериозно деликатен период, од каде што влегуваме во таков период и сме влезени, од каде во кој од една страна се прави притисок врз власта, врз техничката влада за брзи, ефективни, ефикасни мерки, многу пари да се истурат и во стопанство и кај граѓани за да сето тоа закрепне, а од друга страна
Влегуваме исто така во изборен период, без разлика јуни, јули, август, не менува. Изборите тропаат на врата. Па затоа ве прашувам, и вие самиот знаете, можеби повеќе од мене, дека таа е многу тенка линија помеѓу оној предизборен популизам, клиентелизам, зборуваме дека стотици милиони евра, што оваа држава и економија не ги познава за еден ваков краток период. Од 3 месеци ние треба на сметка да ни легнат милиарда евра. Тоа се суми што не ги знае нашата економија за таков краток период. Но јас сум бил критичар и останувам критичар кога на другата страна, па и вклучително таму кај што сум, ме знаат дека јас знам да изреагирам ако сметам дека во суштина ние основните принципи на владење ги нарушуваме. И затоа секоја една мерка која што е овде вчера презентирана, но и другите мерки се обидуваме доволно добро да ги објасниме, транспарентно да ги објасниме пред народот, да им укажеме дека системот кој го креираме нема да овозможи да имаме недоумици или сомневање дека средствата нема да стигнат таму кај што треба. И тоа е круцијалната разлика зошто некогаш бев критичар, затоа што имавме договори во 4 очи, наспроти денеска, кога целиот процес им го правиме транспарентно. Немојте да заборавите и целата јавност дека ние во овој момент имаме алатка, а тоа е Open Finance, кај што луѓето можат на дневна основа да видат каде се трошат парите во трезорот. Каде идат со име и презиме. Дали ќе отидат кај Фатмир, кој што не треба да ги добие, или ќе отидат кај Владко, кој што треба да ги добие. Тоа е суштинската разлика. И ја пак ќе бидам критичарот ако видам дека навистина сме погрешиле. Проче, и опозицијата и другите, сум бил во ова студија со опозиционер, велат дека подобро да се сгреши, ама да се помогне. Ние тоа го правиме. Сакаме да помогнеме, не велиме дека ако евентуално сгрешиме дека нема да се повлечеме. Се повлековме. Еве имавме пример. Со уредбата за 14.500 2 пати се повлековме. Свативме дека имаме недостатоци. Ги поправивме. Сега, еве го последниот податок. 120.000 работници денеска има добиено помош од владата. 120.000. Во кој формат помош? Од 14.500. Исплатени пари на 17.536 компании денеска се исплатени парите. Се уште има околу 4.500 кои што се спорни ќе ги се исплатат. И тоа е суштинската разлика. Се повлекуваме евентуално на грешките, се соочивме со технички проблеми, ги решаваме секојдневно. И само луѓето кои што се блиско до нас кои што работиме, сваќаат дека ние сме влезени за да помогнеме. Ќе оставам малку и за финансиската конструкција на буџетот, дали е популистички развоен или како кризен, сега веќе го викаме овој ребаланс. Ајде да видиме овие 300.000 рековте потенцијални идни граѓани што можеби ќе имаат таа државна платежна картичка, така некако ја нарековте. Кои се тие 300.000 луѓе? Ве молам само со детали информативно за да знаат бидејќи очекуваат гледачите тоа. Значи во првата категорија, кај што викаме домашна платежна картица. Добро. Само да не се збунуваат гледачите. Домашната платежна картица не е таа озборуваната во минатото. Зборуваме за домашна платежна картица и сме во преговори со меѓународни институции кои што издаваат платежни картици и ќе се издадат од комерцијалните банки. Сите до една. Таква картичка ќе зборуваме. Кој ќе го алиментира овој бизнис, сепак ова ќе кошта, платежни картички 300.000 ќе треба да се... Тие кои што ги издаваат. И тоа е умешноста на водење на државата. Ова нема да биде трошок. Нема да биде трошок нит на буџетот, нит на граѓаните. Туку ќе биде трошок на тие кои што сакаат нивните картички да отидат кај граѓаните. Добро. Тоа е прво, да се расчисти. Тоа се картички за една употреба ќе бидат или како? Не, тоа се дебитни картички. Добро. Кои што ќе бидат во овој период со рок на траење, затоа што луѓето кои што ќе ги добијат парите ќе имаат определен временски период кога може да ги користат парите од картичката, дали се тоа 30-60 деня. Еве, секојдневно преговараме и со банките и софтверски дали е тоа возможно, но во првата мерка добиваат сите невработени активни баратели на работа. Тоа сакам да го разграничиме. Лица, активни баратели на работа. Во моментот, значи имаме две графи во агенција, пасивни баратели и активни баратели.
Дали може да се случи, предпоставив дека е активни баратели, затоа го нотирав ова во моите прашања, дали може ова сега да се случи, одредено лице кое што е пасивен барател, можеби воопшто не е ни регистрирано во евиденциите, да отиде сега во Завод за вработување, па да ви се случи одеднашка 5000 невработени да се пријават за да го исполнат условот за... Не може да се случи, затоа што кога креираме систем, го креираме системот на основа на одредени проценки. Ние не можеме да дозволиме да сега, ајде сите што сме били во неформална економија, ние им рековме да ќе ве вклучиме и они се вклучени. Они кои што останале без работа во неформалниот сектор, во неформалната економија, они може да се вклучат како приматели на гарантиран минимален приход на социјална помош. Тие што се вклучиле. Но ние мораме еден ден да направиме пресек и да кажеме од овој ден ги зијаме бројките и понатаму. И секако ние ја правиме разликата помеѓу активни и пасивни баратели на работа. Секако ќе видиме, ги имаме бројките, но нашата проценка е отприлика 100.000 граѓани овде ќе добијат парична помош, ќе добијат со статус активни баратели на... И плюс приматели на гарантиран минимален приход. При тоа, овие граѓани да немаат дополнителни приходи над 15.000 ова е многу битно, очекуваат граѓаните кои што примаат минимален гарантиран приход. Да. Тоа е минимална плата. Не мора да значи, не. Добро. Не зборуваме за минимална плата, затоа што таа категорија е на друго место. Добро, ајде да дефинираме оваа категорија. Оваа категорија, јас сум активен барател на работа, ја не примам ништо, но при тоа имам нива со 50 дрва цреш. И сум се пријавил да добивам субвенции од државата. И тоа е мојот приход. Ја дури можам и да се регистрирам, ама не сум се регистрирал. Но субвенцијата ја добивам. Иако не е возможно, ако не се регистрира, не може субвенција да ја добиеш. И ние согледуваме во спрема приходите во банка на месечно ниво и според годишната даночна пријава колкави се приходите кои што ти си ги имал. Ако си невработен, а имаш 50.000 денари приходи по други основи, сметаме дека приход под минималниот износ. Затоа. Тоа е, ја расчистивме невработени и невработени со минимален месечен приход. Да, и тие кои што добиваат гарантиран минимален приход, тоа е социјалната помош. И тие влегуваат. Да. И тие на пример добиваат, 11.000 и нешто или 12.000 и они може да имаат дополнителни приходи од некој. На пример што може да имаат невработени што во време на поради корона кризата им е намалена платата. Се доаѓаме кај другите. Или воопшто во изминативе месеци земале минимална плата. Сега доаѓаме во втората категорија. Добро. Втората мерка која викаме поттикнување на домашниот туризам, ги опфаќаме сите вработени во приватен и јавен сектор. Особено овде треба да сме свесни дека оваа мерка е производ на корона кризата и ќе ги земеме податоците од последните месеци. И ако вработените во приватниот и јавен сектор имаат намалени приходи, но или константно добиваат приход под 15.000 денари, може да го користат ваучерот од 6.000 денари, плюс дополнително тоа платежна картица со износ од 3.000 денари. И едниот и вториот производ е на поединец. Без разлика дали фирмата, пример, кај што работи е корисник на некој од бенефициите? Не, немаме таква. Ова е директно поединец на од вработениот во фирмата, значи се таргетира вработениот во фирмата. Да. Не е промотивно, ја повеќе ова сакам овој разговор да биде информативен за гледачите, не за друго. Во некој иден период да ги видиме и ефектите и да ве држиме за збор од ова што го зборувате. Еве третата мерка. Третата мерка ја викаме млади или ваучери за млади. Ваучери и платежни картици за млади. Се знае што значи категоријата на млади до 29 години. Но пресекот се прави од средношколци па нагоре. И велиме, ќе има 3 различни вида на продукти. Првиот е ваучер за средношколци и студенти, кои што ќе може да го искористат ваучерот за плаќање на партиципација при упис во универзитети, за кофинансирање на плаќање за трошоци во студентски домови, ученички домови или во приватно сместување. При тоа,
само тие кои што се регистрирани приватни сместувачки капацитети. Иначе ние не можеме да кажеме еве ти го ваучерот и иди уновчи го некаде. И овде е контролниот механизам. Значи контролниот механизам и во втората мерка и во третата мерка е дека ние работиме само со формална економија, треба да осигураме дека и тие кои што биле надвор од системот, дека ќе им овозможиме да се регистрираат и да имат одреден бенефит. Сваќате дека секоја една мерка има неколку ефекти. Сузбиваме сива економија, дигитализираме плаќање, затоа што им даваме платежни картици, таму кај што немаат можност за користење на картиците, банките ќе дадат посттерминали, за да го воведеме без контактното и дигиталното користење на услугите. И второто, и последното, дека граѓаните секако ќе имат олеснет, да кажеме, товар од тоа што име како товар. Втората мерка е ваучерите за обуки и академија, и таа ја викаме за млади. И овде можат сите млади до категоријата од 29 години, кои што сакаат да бидат брзо вработливи на пазарот на труд, ќе имаат можност да добијат кофинансирани ваучери. И тоа до максимум 30.000 денари. При тоа, велиме дека тој 30.000 денари не треба да надмине 50% од поддршката или од обуката. Сакам јас да станам да добијам одредена вештина во информатичка технологија, не знам, да развивам веб страници. Обуката ме чини 700 евра, ја ќе добијам 50% од државата, но таа поддршка или тој ваучер ќе ја добијам откако тој што ја испорачува обуката ќе докаже дека јас сум го положил и треба да го добијам сертификатот, дека сум одал 100% на часови и така натаму, од кога ќе докажат, ние... Јоване, звучи вака прилично несумнено е дека контрола треба и механизам за контрола и сето тоа, да, за парите да завршат наменски како што треба. Да. Но ова некако предпоставувам сега, може би дел од гледачите што не гледаат велат сега ова ако е вака. Не, ама предпоставувам дека тоа би биле коментарите, велите мора да се докаже, па приватникот да докаже и тој дека ја заврши. Затоа што тие кои што ќе испорачуваат обуки ќе се регистрираат. Секако ние не сакаме да креираме механизам во кој што некој, ја реков, нас ни е битен еден глас да допре до нас, дека се сомнева во процесот, за нас е проблем. И тоа е суштинската разлика. Ние не сакаме луѓето да веруваат во нас. И да веруваат дека намерата е навистина искрена. Дека сакаме секоја пара. Какви се за меркиве што ги набројавме се сите овие трите, значи и овде кај младите не се доискажав ќе добијат платежна картица. Плюс без разлика на која категорија, дали добиваат ваучера, ние ќе имаат платежна картица од 3.000 денари. Платежните картици во зависност од кога ќе имаме избори и како, но очекуваме да бидат во јуни. Веќе граѓаните да ги добијат. Веќе да ги добијат во јуни. Целиот процес да се направи, да ги добијат картичките. При тоа, евентуално, ако се изборите во јуни, они, бидејќи картичките ги добиваат од банките, ние комуницираме со банките каков е начинот да кога ќе ги добијат картичките, секако имаат средства на картичките. При тоа, државата ќе внимава на толку зборуваниот член 8а за невлегување во работи. Значи, ние искрено влеговме, секој сет на мерки е така направен да навистина им помогнеме на секој еден граѓанин. И при тоа да работиме законски. Мислам дека малку детали дадовме повеќе од она што може да се прочита. Бидејќи кај ребаланс на буџетот ќе се вратам, рековте, како ги нарековте, неприоритетни ставки скративме, па јас погледнав тоа стоки и услуги си и останата поприлично 400 милиони и истата. А за денеска опозицијата ќе рече токму во оваа ставка се кријат сите оние работи кои што сакаат да се сокријат како неприоритетни трошења. Оваа ставка мислам дека од секојаш, како што знам за себе кога го читам буџетот, таа е она таинствената стоки и услуги, да. Тука можеш да си ставиш све што сакаш, без проблем. Но е една друга ставка. Не терате нас граѓаните да бидеме солидарни и ова мој ДДВ што ни се месечните тие суми што ни прави поврат УЈП да ги донираме,
а од друга страна ставката кај овие политичките партии, кај политичарите за финансирање си остана фикс, така? За жал. За жал. Немаше некој во влада да рече, добро, ајде, еве, иницијатива од ЗАЕД, од Мицкоски, од Ахмети, од Тачи, од Беса. Имаше иницијатива од Социјалдемократскиот сојуз, они јавно дори спремна уредба за тоа, не се постигна консензус, за жал владата е колективен орган на одлучување и другите партии најверојатно им се битни секој еден денар да го земат. Единствена партија која што рече да можеме да се откажеме беше Социјалдемократскиот сојуз. За жал, велам, затоа што без разлика што во мојот приватен ангажман јас сум во таа партија, велам затоа што другите партии не покажаа доблест дека парите на граѓаните во овој момент се побитни и треба да ги вратиме на граѓаните. Овај го прашувам од аспект на онаа класична хипокризија, класично лицемерие, бидејќи сега овде треба јас како новинар, вие како функционер да апелираме на граѓаните да ги донираат парите, да помогнеме таму каде што треба, од друга страна гледаме дека политичките партии ќе си бидат раат и со овој буџет од 4 милиарди евра и со овој буџетски дефицит од 6,8% или колку 800 милиони евра. Мислам дека овде барем во оваа дискусија имаме расчистено, не имаме лицемерие, затоа што не зборувам за стилот на политичкото лицемерие во нашето општество, не зборувам за ова нашево. Јас го прашувам ова. Затоа што сите функционери на Социјалдемократската партија, владеачката партија го направија максималниот ишекор, а тоа е на повик на предлогот кој што беше дека ќе добива 14.500 денари плата во наредните 2 месеци, они доброволно после одлуката на Уставниот суд доброволно си ги донира платите во фондот ковид. И секако ќе се откажевме да имаше одлука и од парите за политичките партии, ќе се откажеме и целиот лукс, скоро сите, ако ги видите, кратење на вистина кај што можеме да се кратат тамо кај што во овој момент, затоа ги викам неприоритетни. Зашто и кога се правеше буџетот, ставот беше дека мораме да имаме реален буџет, колку што е возможно повише. И сега они се потребни, но може да почекат. Да, но прашање и во која форма и колку ќе бидат потребни, бидејќи веќе според оние протоколи што ги прочитавме првични најавени, изборите нема да изгледаат и кампањите како што претходно ги знаеме, со сите тие трошоци и сето тоа. Ми реагира режијата. Ви благодарам бидејќи ова беше замислено вака како 30-40 минутно интервју. Мислам некако брзо ми помина, не очекував повеќе. Се надевам дека успеав малку да ги објасниме мерките. Останавме должни за стопанството и за земјоделие, но мислам дека во наредните денови ќе имаме прилика да ги објавиме. Вие сте бевте тука и за вториот, мислам, пакет или првиот владини мерки. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и вам. Почитувани, поскоро 2 часа во студио, тука некаде се одјавувам, го најавувам вечерните вести, од мене пријатно.